Како што кажав, значи денеска продолжуваме со нашиот текст од Евангелието по Јован, тоа од 14 глава. Но некако одејки од ден во ден, од недела во недела, месец во месец со Евангелието по Јован, еве дојдовме до еден стих, тоа е 14 глава, 27 стих, и некако се наместија коцките, баш ова е последна служба за оваа 2024 година. И точно овој денешен текст и денешната порака сакам да ни биде она за што ќе се молиме и она што ни е потребно во годината пред нас. А тоа е мирот. Обично кога доаѓаат овие новогодишни празници, божични празници, се честита среќни празници, среќна нова година. Но дали е тоа така? Дали човек кој нема мир, кој не е смирен, може да биде среќен? Секако дека не, бидејќи тој човек е нервозен, немирен. И тогаш се поставува повторно истото прашање, како да го смириме нашето срце во ова немирно време. Во изминатите недели ги видовме упатствата што Исус ги даде во горната соба. Јас сум со вас, верувајте во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта, да не беше така, јас ке ви кажев, вели Исус. Го знаете патот, го познавате Бог. На овие вистини за стабилизирање на нашето срце минат недела го видовме и ветувањето дека нема да останеме сираци и го разгледавме каков е по природа Светиот Дух кој е утешител, застапник, посредник, учител и така натаму. Да се има немирно духовно срце, тоа воопшто не е добро, реков. Ни за луѓето, но не е добро ни за црквата, ни за општеството. Луѓето се обично немирни, нестабилни, тие се плашат и тоа воопшто не е добро, дури е и опасно. Затоа многу е важно да се знае, да се разбира и да се спознае, тоа се три различни работи, дека со наново раѓањето, тоа е со спасението добиваме двајца посредници. Првиот е Светиот Дух, кој е во нас, довека, и кој не учи како да се молиме, кога не знаеме што и како, тој моли за нас. А вториот е Исус Христос, кој после неговиот совршен живот на земјата, совршената жртва на крстот, смртта, воскреснувањето и вознесувањето, седна од десната страна на таткото и посредува и се бори за нас. Ова се одговори кои ги видовме на тоа како да имаме мирно срце. Значи, да внимаваме, едно е да се знаат, друго е да се разберат, а сосем трето е да се спознаат овие вистини. И тоа длабоко, длабоко во срцето. И денеска ќе го разгледаме само 27 стих, како што кажав, од оваа 14 глава, во кој е содржано, ама буквално, сето ова што досега го зборувавме. Ајде да го прочитаме овој наш стих. Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Гледаме во овој стих имаме три дела. Но прво да го разгледаме ние средниот дел. Ќе почнеме од средината, од центарот на овој стих. Не ви го давам вам како што ви го дава светот. И точно првата точка за денеска е мирот од светот или мирот на светот. Мирот на срцето, духовниот мир, очигледно му е потребен на секој човек. Потребен му е тој мир на секој брак, на секое семејство, на секое општество.
човечкото константно барање за мир, тоест човечкиот немир, открива таа потреба. Низ цела историја на човештвото. Ама буквално секој човек, на било кој ниво или на било кој начин, бара мир, бара среќа. И затоа тие честитај на среќна нова година, на среќни празници. И не случајно, сега малку ќе бидам морбиден, ако видиме еден пример на гробишта, при погреб, или ако прошетаме по гробиштата, што најчесто се изговара, па дури и на спомениците некад има напишано. Што има напишано? Што се изговара? Нека почива во мир. Нека почива во мир. Што значи тоа? Зошто тоа? Па тоа е барање, тоа е цел. Значи тоа е постојано барање на мир. Почивај во мир или вечен мир. Значи постојано човекот бара мир. Никогаш не е мирен. И тоа е енормна потреба на секој човек. На секој човек му е потребен мирот. И сега да разгледаме како некои библиски писатели го опишале човечкото барање на мирот. Тоест немирот во луѓето. Кога зборувам за мир во светот, тоа поточно е немир. Има немир и се бара мир. И затоа велам, тоест немирот. Бидејќи ако е се мирно, никој нема да вели па дајте мир, ќе биде мирно. Значи светот е во немир, постојано има немири во луѓето и затоа се бара тој мир. И затоа велиме мир, Господе, дај ни мир. Дај ни среќа, луѓето не се среќни, не се мирни, не се смирени. Затоа е тоа така. Нај да видиме што кажуваат библиските писатели. Одиме од Стариот Завет, пророкот Исаија, уште пред 2750 години, посматрајќи ги луѓето околу себе, да видиме што запишал. Ние како христијани не само што посматраме околу себе, туку и чувствуваме, бидејќи човекот е емотивно битие, а и мирот е емотивна димензија. Дури и денес можеме да го почувствуваме тој страф и немир во светот околу нас. Но постојано за тоа се зборува. Тоа е толку многу присутен денес. Немир, страф, постојано и постојано. Ајде да видиме Исаија 57 глава, 20 стих. Но безбожниците се како разбранувано море, што не може да се смири. Неговите бранови изфрлаат тиња и кал. И 21-виот вели, нема мир за грешниците, зборува мојот Бог. Значи безбожниците, кои се тоа? Луѓето во светот. Значи луѓето ги делиме на два дела. Луѓе кои се со Бог, Божји деца, и луѓе кои не се со Бог. Непријатели на светот. Безбожници. Безбожниците, луѓето во светот, се многу вознемирени, пишува разбранувани како море. И што излегува од нив? Тиња, кал. Што е тоа? Кавги, оговарања, клевети, само критикувања, само негативни работи. А зад сето тоа што стои? Немир, фрустрација и страф. Ништо друго. Немир, фрустрација и страф. Така Исаија ги гледа луѓето. А такви си денес. Нема ништо ново. И можеме да замислиме само колку е тоа страшно. За безбожниците нема мир. Или нема мир за грешниците. Поточно, пишува. Ајде да видиме сега што вели пророкот Еремија. Кој ист како и сите други, како и ние, човек, кој живеел во немирен свет. Еремија, повикувајќи ги пророците и свештениците, заради нивната површност, неукост, лакомост, видете што вели. Еремија, 6 глава, 13 и 14 стих. Зашто од најмалиот до најголемиот сите лакомат за плен, од пророкот до свештеникот сите се измамници.
и лесно ја лечат раната на мојот народ, викајки мир, мир, но нема мир. Лесно ја лечат раната на мојот народ. Овде важен збор за разбирање на мирот е лесно. Што ќе го видиме во заклучокот покасно, ќе разговараме за овој збор лесно. И што значи тоа? До мир во срцето, во душата не може да се дојде површно и лесно. Тоа е многу подлабоко, длабоко во срцето. Ајде да одиме во Новиот Завет сега. Апостол Павле во посланието до римјаните го објаснува Евангелието како Евангелие на мирот и така ја поставува диагнозата на целото човештво. И преку тоа дава одговор зошто има немир низ целата историја во човештвото, и во првиот, вториот, третиот, четвртиот, па и во 21 век. Зошто овој свет е немирен? Зошто луѓето се вознемирени? Тоа е и одговор зошто денес толкава психоза. Толку луѓето се многу нервозни, па посегаат по алкохол, дрога. Се повеќе вознемирувачки изјави гледаме насекаде страв. Ајде да прочитаме Римјаните, 3 глава, од 10 до 16 стих. Како што е напишано, нема никој праведен, нема ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров е под нивните уста. Устата им е полна со клевета и горчина. Нозете им се брзи за пролевање крв. Запустување и беда се нивните патишта. Значи, од устата вели горчина излегува. Тоа е таа кал, таа тиња. Тоа е тоа. И што е причината за се тоа? 17 стих. Тие не го познаваат патот на мирот. И 18 нема Божи страв пред нивните очи. Тие не го познаваат патот на мирот. Значи, не е лесно да се дојде до мир во срцето. До мир во бракот, до мир во црквата, во општеството. Тоа не е така лесно. Секогаш имало и секогаш ќе има луѓе што не сакаат мир, што не го познаваат патот на мирот. И тоа е така и така и ќе биде. Бидејќи доброто и злото секогаш одат заедно. Бидејќи каде е Исус, секогаш има мир, но тука е и сатаната околу. Тука е близко и рика како лав секогаш некого да зграби. Значи, доброто и злото секогаш одат заедно. Може би е тешко за разбирање, но секогаш има такви луѓе кои се за немир. Сатаната е секогаш тука и реален. Не е нешто измислено, нешто што не постои. Павле исто така пишува дека барањето мир ќе биде нагласено во последните времења, пред второто Христово доаѓање. Јај да видиме што Павле пишува во прво Солуњаните 5:1 до 3. А што се однесува за времињата и настаните, брајка, немате потреба да ви се пишува. Зашто самите вие добро знаете дека Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Кога ќе речат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе падне погибел на нив, како болка на трудна жена и нека и избегаат. Значи, гледаме што овде. Ова доаѓа сега што го прочитав. Ова време допрва доаѓа. Во тоа време не би... се извинувам. Во тоа време немирот ќе биде нагласен и кога луѓето зборуваат за мир, тогаш е спротивно. Значи има немир, има несигурност и погибелта брзо доаѓа. И после ова, што видовме, што ни вели Библијата за мирот од светот, да видиме како кратко, само кратко за тоа, како светот го дефинира мирот. Една позната римска
изрека за мир или римска дефиниција за мир вели вака: мирот е абстиненција од војна. Тоа потполно се согласуваме со тоа. Мирот е абстиненција за војна. Меѓутоа, за постигнување на мир од 1945 година, по Втората светска војна, се грижат Обединетите нации и еве колку тие успеале. Дојдов до еден податок дека од тогаш наваму, од 1945 до денес, овој свет бил без војна нешто повеќе од 20 дена. Да нема војна, ама буквално никаде во светот. Нешто повеќе од 20 дена. И тоа е човекот. Човекот е ратоборен, војн е човекот. Исто така, ако видите податоци за мировните спогодби или мировните договори, ќе видите дека 95% се прекршени или прекинати. Значи, тоа е светот. Светот е немирен, борбен, со кавги, со војни. Сите и денес кога гледаме ситуацијата во Украина, војна, Блиски Исток. Значи, ништо ново под сонцето. Човекот е војн, себичен и лаком. И сето носи до немир. Себичноста, лакомоста, секогаш доведува до немир. Ако погледнеме во нашиот македонски јазик, кои се синоними за немир? Има многу синоними за немир. Но еве само неколку. Неспокој, нескладно, кошмар, метеж, неред, хаос, паника. Сето тоа е немир. И сега замислете еден немирен човек. Сето ова е во него. Има кошмари, има паника, не е спокоен. Немир, хаос, паника. А Исус Христос што ни вели? Што ни вели Исус? Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце. Исус не дава мир како што го дава светот. И како што е во светот. Светот бара мир затоа што е длабоко немирен и таков ќе си остане до крајот. И сите видовме дека се сложуваат. И Исаија, и Еремија, и Павле, и Господ Исус. Во светот нема мир. И сега одиме на втората и последна точка. Тоа е Христовиот мир. Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Минатиот пат, кога зборувавме за тројството, рековме дека Бог е тоа што е заедно и се што прави, прави заедно. И едно од имињата сега, ќе видиме, за Бог е Јахве Шалом. Или Јахве е мир, или Бог е мир. И од ова можеме да заклучиме дека нема мир без Бог. Секогаш кај евреите името дава карактеристика. Тоа мислам многу пати сме го зборувале, дава карактеристика на личноста и така овде ја дава Божјата карактеристика дека Бог е мир, Јахве е мир. И дека тој Бог, тој е Бог што е мир во себе, внатре. Значи, внатре во Бог владее неверојатна хармонија, мир помеѓу Бог Таткото, Бог Синот и Бог Светиот Дух. И сега од ова, Бог Таткото, преку Бог Синот, Исус Христос, и преку Бог Светиот Дух, преку Евангелието на мирот, тој мир му го нуди на човекот. А видовме што вели, патот на мирот не го познаваа. Затоа не мир. Бог го нуди мирот, ама човекот не го познава патот на мирот. Точно шалом е она што човекот го бара и она што на човекот му треба. Некои не знаат, некои не сакаат и затоа доаѓа немир.
Зборот шалом во Стариот Завет се спомнува преку 200 пати. Што значи зборот шалом? Зборот како збор шалом, мир. Меѓутоа, тоа е многу побогат збор. Тоа значи сигурно, добро, згрижено, здраво, среќно, мирно. Значи добро во Бога, мирно во Бога, смирено во Бога. Сите овие особини заедно во Бога. И тоа е тој поздрав, шалом. Мир Божи. Се заедно, во еден. И колку би било добро кога еден човек би го имал сето тоа. Колку би било добро. Но ние овде на земјата не можеме да постигнеме шалом до крај, но се стремиме и одиме кон него. И точно и во оваа наредна 2025 година да продолжиме да се стремиме кон шалом, кон тој мир Божи и тоа да го бараме. И најпознатиот текст од Исаија е пророштвото за раѓање на Исус Христос и еве што ни вели во Исаија 9:6. Зошто ни се роди дете, син ни се даде, власта му е на рамото, името ќе му биде чуден советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Кнез на мирот, принц на мирот. Да видиме сега што пишува Лука после раѓањето на овој кнез на мирот, на овој принц на мирот, на Исус Христос. Лука 2 глава, 13 и 14 стих. И одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бога велејки: слава на Бога во висините и на земјата мир, во луѓето добра волја. Точно затоа дојде кнезот на мирот Исус Христос, за да даде мир. И во нашиот контекст, ова што го работиме овие неколку недели, е битно, нема мир без Светиот Дух, нема мир без Тројството. Светиот Дух дава мир. Тој е тој утешител. И кој го нема Светиот Дух? Тој не е Христов, вели Павле. Значи тој е немирен човек, фрустриран, исплашен, затворен, стегнат, во грч, во бункер и има тесен поглед. Стеснат поглед. Без разум, без свест. Не е свесен дека не е свесен. И точно затоа Исус вели: ви оставам мир, ви го давам мојот мир, не ви го давам како што го дава светот, нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Ова нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Тоа спаѓа во светот. Тоа е ширење на немир, на страв, на паника. И денеска слушам: не плашете се, бидете мирни, ке има ова, ке има она. Се шири паника. Покрај тоа што Исус не учи дека Бог е извор на мирот, Господ овде јасно ни кажува, и ова е многу важно, дека мирот е дар. Ви го давам мојот мир. Ви го давам, бе. А дарот или подарокот, што? Не може да се заработи. Не може да се купи, не се наследува, бидејќи е дар. Тој само може да се прими. Ништо друго. И дарот е тесно, многу тесно поврзан со милоста, со благодатија Божја. И апостол Павле скоро во сите своји посланија, во воведниот поздрав, што ни пишува? Благодат и мир од Бога, нашиот татко. Благодат и мир од Бога, нашиот татко. Значи нема мир без милост, без благодат. Тоа не се заработува. Што да направам, колку добри дела, за да имам мир. Е, точно тоа е немир, и тоа е опасно и немирно срце. Бидејќи мирот е дар, и тој е неодвоив
од Евангелието на мирот. Можеме да читаме Галатјаните 1 глава. Односно од Евангелието на милоста, Галатјаните 1 глава и Евангелието на мирот, Ефесијаните 6 глава, 15 стих вели. Нема мир без милост, мирот е дар од Бога. Значи, мирот е дар од Бога. И да го молиме Бог во оваа наредна година да ни се смилува и да ни даде мир. Исто така мирот е неодвоив и од што? И од оправдувањето. Сега точно дојдовме до оној момент во заклучокот кога ќе видиме она што рековме на почетокот, нема лесен пат до мир. Лесно, вели, ги лекуваат раните на мојот народ. До мир не може лесно, бидејќи цената е висока. И тоа ќе го видите. Сите што се борат со било каков немир, треба да знаат, нема мир за безбожникот. Нема мир за грешник. Не може лесно до мир. Го нема тоа во добрите дела, го нема во лошите дела, нема мир во ништо од тоа. Хајде да видиме сега што ни вели Павле во Римјаните 5 глава, 1 и 2 стих. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат, во која стоиме и се фалиме во надежта на Божијата слава. Бидејќи оправдани, преку вера имаме мир. Оправдани, правда. Значи, мирот со Бог е невозможен без оправдување. Нема мир без правда. Зборуваме овдека за праведен мир. Не зборуваме за некоја мировна спогодба или мировен договор. Зборуваме за константен мир што не се менува. Мир што го дава Бог. А за Бог да ни прости и најголем и најмал грев, макар да гревот е грев, не можеме да го делиме така, и мене, и тебе, и на било кого, во Исуса Христа, тој за тоа мораше прво да плати. Мораше да плати. А која е цената тогаш на мирот? Крв, живот, највисоката цена. Значи не е така лесно. Не се доаѓа така лесно до мир. Како што некои велат, ајде сега ќе медитираме, па не знам мантри, не знам што. До мир не може така. Цената е висока. Со својот праведен живот, се малку како банкар ќе зборувам, со својот праведен живот Исус ни прибави неопходен плюс во нашето оправдување. А со својата праведна и доброволна жртва на крстот ни го подмири минусот. А знаеме, не е добро човек да биде во минус, ама баш никогаш. Но овој минус е многу поопасен и тој го отплати, го подмири нашиот долг на крстот. И видете зошто. Гревот е она што мораме да го правиме, а не го правиме во целиот наш живот. Затоа сме оправдани со Христовиот живот. Само така можеме да се оправдаме. Гледаме колку е тоа големо, колку е тоа длабоко, а не е тоа така едноставно и со леснотија. Со живот и со крв сме отплатени. И друг пат до мирот нема. Само Христос е патот. Христос е Божијата правда. Тоа е Евангелие на милост, Евангелие на мирот, Евангелие на правдата. Нема мир без правда. Нема мир без праведна жртва. И за секој мој и твој грев да го откупи и прости, мораше да плати за него. Значи не е лесно. Не можеме ние да ја разбереме длабочината на гревот, страмот на гревот, без Голгота, без крстот, без смрт.
И после тоа пак некој ќе рече, па човечки е да сгрешам. Не е човечки, не е вистина. Не е човечки, баш така, лесно. Човечки е да сгрешам. Да не кајде, ние си ги покриваме нашите грешки со тоа. И сега кон крајот на истиот овој текст од Римјаните 5 глава од 8 до 10 стих вели: но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Сега откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Се извинувам. Значи, што е ова? Павле открива овде уште една важна вистина, врзана за нашата тема. Тоа е дека мотивот на оправдувањето е Божјата љубов, а средство на спасението е Божјата милост. Божјиот дар за нас, а цената е крвта Христова. Значи, мотивот на спасението е Божјата љубов, што го натера да дојде во овој немирен свет Бог. Значи, Божјата љубов. Бог толку го возлюби светот, да го даде својот единороден син. Значи, во овој свет полн со секакви борби, со животни, психолошки, видливи, невидливи. Човекот постојано се бори, постојано војува и постојано бара мир. А средството на спасение е Божјата милост, а цената е неговата крв, Христовата крв. А начинот на спасение пак е верата. И тоа силна вера во Исуса Христос. Како што кажа и Кајл, вера со доверба. Ако сме оправдани со вера или по вера, тога сме во мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос. И како да го смириме своето срце за време на немир, нестабилност, неизвестност, потиштеност и страв. Како следната година да имаме мирно срце. Мирот е неодвоив од Бог, кој е единствен извор на мир. Бог е единствениот извор на мир. И за жал луѓето не го сакаат Бог. Затоа нема мир. И тоа е фер. Тоа е праведно. Не го познаваат патот на мирот. Затоа војна. Украина, близок исток. Мирот не одвоив од милоста Божја. И ова е многу важно. Мирот е дар. Значи, мирот е дар. Не се заработува. А кога Бог го дава, тој не го враќа назад, не го зема. Значи, Бог го дава еднаш за секојаш. Тоа не може да се случи. Оправдувањето, спасението е апсолутна константа. Нема назад. Тоа не се менува. Тоа е дар, не може да го заслужиме, не може да го купиме. Но не може и да го изгубиме. Она што Бог ни го дава, го имаме довека. Бидејќи е Божји дар по милост и благодат, тој останува. Значи, тука е мирот. Мирот е во Бога. Мирот е тесно поврзан со верата. Верувајте во Бога, верувајте во мене, верувајте во Светиот Дух, вели Исус. Верата е доверба, дека имаме што? Цврсти ветувања од Исус. Доверба во тие ветувања. Дека имаме живеалишта, има место, дека тоа е сигурно ветување. Тоа е вера. Со тоа треба да се занимаваме, со Божјото Слово. Значи, што вели Божјото Слово? Со Божјите ветувања, а не ние да се занимаваме со некои си теории. Во тие теории нема мир. Ако не беше така, Исус вели, јас ќе ви кажа. Божјиот збор, тука е мирот. Тука е мирот, во Божјиот збор. Го знаеме патот. Го познаваме Бог и имаме утешител. Тоа смирува. Значи, ако веруваме во тоа, тоа ќе не смири. Имаме утешител. Го знаеме патот. Знаеме каде одиме. Го познаваме Бог. Бог ни е пријател. Бог ни е татко. Верата, активната вера секогаш води и доведува до покаяние. А нема мир без покаяние. Нема. Ако добро го слушнаме текстот, овој последниот во Римјаните
та глава 8 до 10 стих, видовме дека постои војна, постојана војна, која е поголема од сите војни. И таа војна е со кого? Војна со Бог. Страшно. И Светото писмо вели дека по природа, уште од раѓање, ние што сме луѓето? Деца на гневот, Божи непријатели сме. И тоа е поопасно од нуклеарна војна со која денес не заплашуваат. За која денеска се зборува. Ке има утре, ке има други ден. А ова е уште поопасно. Војна со Бог. Тоа е војна со Бог, таа е вечна војна. Вечен немир. А што друго е пеколот? Ако не, вечен немир. Страшна е таа војна. И сега замислете, пак она во почетокот што кажа. На еден погреб да се вели вечен немир. Вечен немир. Ама тоа е поблиску до вистината. Многу поблиску до вистината. Значи на погреб најмногу се лаже, драги мои. Дури и повеќе од што лажат политичарите на избори. Таму стално, на сите, Бог да му прости, сите во мир, сите на небо, сите се добри на погреб. А поточно, вечен немир. Бидејќи човекот е непријател на Бог по природа. Не сака мир, му омилел гревот и затоа не е едноставно да се дојде до мир. Не е лесно до мир. Многу површно се проповеда. Со леснотија. Ајде, дај проповедникот да ги охрабри луѓето, еден краток мотивацијски говор, Бог не љуби, тоа е тоа, на сите ни е добро. Не се кажува дека тешко се доаѓа до мир, дека бара покаяние мирот, бара приближување до Бога. Само така имаме константен мир, а не со леснотија. Така нема константен мир во ова бурно време, во ова немирно време. Цената е страшна за мирот со Бог. Тоа е смртта на неговиот син, додека ние уште бевме грешни, уште бевме непријатели. Значи нема мир без покаяние. А знаете што значи тоа? Мир без покаяние да нема. Тоа е нема мир без капитулација, без предавање, без да падне човекот на колено, без да капитулира, нема мир. А човекот тешко се предава, тешко капитулира. Човекот е горделив, тогаш нема мир. Мирот доаѓа, мирот настанува или мирот започнува кога војната завршува. Тоа е факт. Ама кога започнува мирот на човекот со Бог? Кога започнува мирот на човекот со Бог? Бог прогласува крај на војната и почеток на мирот во моментот на капитулацијата на човекот. Што значи кога престанува со самоправедност, со самооправдување, со самоспасување, со егоизам престанува со гордост. И тогаш понизно е прифаќа само милоста и ништо друго. Милост Господе. Така настапува наново раѓање и така преку Светиот Дух го примаме мирот. И се додека не се предадеме на Бог, на неговата милост, нема мир. А тоа е длабоко во срцето и тоа не се гледа. Тоа не се заработува, тоа не се купува. И сега како до мир, до смирено срце во немирно време? Како до мир на нашите срца во ова 2025 година што ни престои? Еве што Господ им вели на своите, оние од втората точка, но и на оние другите од првата точка. Тоа е нашиот текст за денеска. Ви оставам мир, ви го давам мојот мир, не ви го давам како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Бог да ни даде мир во следната година и да се смилува над сите нас, да веруваме во Бога, да веруваме во Исуса Христа, да веруваме во Светиот Дух. Амин.